озвучуваме оваа книга за македонската забранета и цензурирана историја. Отвара повеќе теми кои до ден денес се оставени така да се заборават, да се избришат, како што е тој цел сатански, ѓаволски процес на бришење на Македонија. За жал не може да се избрише тоа, бидејќи е запишано во живото слово во Светото писмо Македонец, Македонија, благодатта Божја на црквите македонски, тоа тешко се брише. Божјото слово не се враќа празно и не се брише. И често им го кажувам и тоа, Бог што составил човек да не разделува, но сепак сатаната упорно ќе гледа што повеќе луѓе да завлече цели нации, например завлекува во греф и проклество Бугарија, Грција, Албанија, кои сакаат да ја завладеат, да избришат Македонија. Македонија е земја на Господ Исус Христос. Какво ќе ти биде името? Не знам каква врска, значи озвучуваме оваа книга, тоа се текстови кои се пишувани гимназиум или како ја размножувавме умноста, издадена во Скопје, Македонија 2003. Едицијата се викала Лицеум, денеска се вика Свети Дух Македонија. Текстовите се објавени во Лик, тој беше неделник, во весникот Нова Македонија, мислам дека во среда излегуваше од 27.2.1999 до 21.3.2001 година. И во списанието на Матиса на иселениците Македонија. Последните 3 текста се објавени во списанието комплетно. И тогаш целата таа состојба која веќе денеска е избриша, се што е македонската телевизија растурија, Нова Македонија вечер, тие весници кои беа со традиција ги забранија, без разлика дали беа слободни до крај или не. Архивите ги бришат од МТВ. Едноставно, сега сакаат името и јазикот да го избришат. Не знам каква врска, какво ќе ти биде името, 127 страна, какво ќе ти биде името. И сакаат на возрастен човек да му кумуваат име на една од најстарите нации во Европа. Не знам каква врска со сето тоа има дедо му. Дедо му на Иван Вазов. Сеедно, но тој беше македонец. Или пак Димитар Талев, кој ненадејно едно македонско утро си почина од рак, откако одби да пишува за бугарштината. Го пушти од затворчето да вдиши малку од слободата. Сеедно. Дојде првиот човек од надлештвото и донесе еден куфер со букви. Торба со слова. Ја отвори на фонтаната која се возобновува пред дирекцијата на ГП Пелагонија. Некои не знаат сега каде е тоа. Ја отвори и ги истори на плочките. Се распослаа слова, букви, азбуката, цел куп, буљук. Потоа се појавија експертите, лингвисти, слависти, панслависти, централисти, врховисти, јазичари и друзи специјалисти за утврдување чии се буквите, чии се словата, кому му припаѓа азбуката. Па пишано е на почетокот беше словото и словото беше во Бога. Пишано е од оној кој нас не запишал македонците. И така на еден куп ги фрлаа српските, на друг куп българските, на трет руските, словачките, рецкарските, полските, се делеа букви и слова по етнос и припадност, на четвртиот куп грцките, грејските, оние кои ги зеле од феникијците, штета што денес нема феникијци да им го оспорат правото на јазик и постоење. Штета. Бог и Словото стана тело и се всели во нас, полно со благодат и вистина. На почетокот беше Словото, Словото беше во Бога. Евангелие по Јован. Не знам каква врска со сето тоа има дедо му на Иван Вазов. Но тој си беше наш човек, македонец, ниту пак што сега го топорам Димитар Талев со затворот и болештината. Тие дојдоа, замислете кој фашизоиден момент, еден дел од куќата ја купуваат на Димитар Талев со европски фашистички пари, но пред Скопската фонтана првиот од надлештвото истори товар со букви кои, па оногурците и чукундурците од онаа страна на Пирин планина, од онаа страна на животот, од онаа страна на смртта.
што би рекол Ацо Шопов. Но пред Скопската фонтана, првиот од надлештвото истури товар со букви кои ги донесе во своето торбуле. На некој начин може да се разбере дека ние македонците си останавме без букви, без она аз, буки, веди, глаголи Македонио. Живеите без солунците, без светите браќа, без македонските просветители браќата Кирил и Методија. Денеска замислете некои делови од албанската наука тврдат дека тие се илири, дека Кирил и Методи се албанци. Исусе на помош. Еден македонски ден во екот на политичката борба на живот и смрт се расчу веста дека првиот донесол куп букви во својот куфер и ги истурил пред фонтанчето. А фонтанчето се реновира, се возобновува. Први ни излезе вест во еден вестник дека ќе се вика Александар Македонски. Леле. Потоа по некое време излезе друга вест дека ќе се вика, поточно, види сега, нема да се вика Александар Македонски, ќе ја наречат Пела. Ајде. Како што се ближат изборите, имињата се менуваат. Пред фонтанчето кое си ги менува имињата како што му се ближат изборите, излезе вест дека се истурени купишта од новите слова. Може би по некое време оваа работа со словата историчарите ќе ја поврзат со повторното ословување и пословување, односно доаѓање на фамозните Словени во мајка Македонија. Демек словата биле български. Појдете во македонските манастири и препознајте си ги вашите слова, македонци мои. Енциклопедија Британика и речникот Вебстер тој јазик го именувале како средновековен македонски, изведен од античкиот македонски. Не знам каква врска има со сето тоа дедо му. Ниту пак болештината на Димитар Талев. Почнува политичката борба на живот и смрт. Се е дозволено за да се завладее, да се пороби, да се понижи, да се обесчести оваа древна убавица Македонија. И Гане Тодоровски донесе некои книги од Геннади Гриневич и од Ришков, каде што исто така се нарекува средновековен македонски јазик. Фонтаната која се ги менува имињата, куфер со божевно увезени слова и војна меѓу себе до помор. Време е солунците повторно да си дојдат дома, светите Кирил и Методија. Токму тоа се обидувам да го сторам на македонската сцена и ние ги воведовме во представата Олесни разреши прости со скрби и утеха, каде се раскинуваше македонската клетва за самоуништување. Беше тоа барем обид, можеби ние немавме тогаш таква сила. Денеска како молитвен духовен војник на Исус, сосема е друга состојбата и една група од Полска која ни беше тука, денови на Александар Македонски која направивме, со парите од Сорос, ете, треба човек мудри како змии и незлобни како гулаби, вели Исус. Пољаците што ја гледаа представата рекоа, леле, каква представа, еден босанец речел, јао, не могу. Но навистина не знам каква врска има скрби и утеха, кои исто како на првиот Војдан Чернодрински, кога го оставија да заврши како библиотекар во Софија, денеска оставаат и скрби и утеха да се заборави, да се потомори, да падне прашина. Но нешто што не може да се избрише секако е живото слово во кое пишува Македонија, македонци, благодата Божја дадена на црквите македонски, на Господ Исус Христос. Навистина не знам каква врска има дедо му на Иван Вазов или пак на Димитар Талев болештината. Фонтано моја. Републико да не речам, кажи веќе еднаш какво ќе ти биде името. Пазете која дрска сатанска. Господ таткото рекол Македонија, македонци, они ќе дадат сега ново име. Бегај сатана од Македонија во името Исусово. Амин. Ја озвучуваме оваа книга, 130 страна, проста македонска приказна. Представичето било играно во Горно Врановци 1944 лето во Исусово, или можеби во Долно Врановци, македонскиот партизански театар. Името на едночинката е Ѓоргија Магаревски или петоимениот Ѓоре. Проста македонска приказна. Под српско си беше Ѓорѓе Магаревич, под болгарско Ѓорги Магарев, под арнаутско Ѓорѓ Магаричи,
под грчка Георгиос Мегарополус и така натаму наваму низ македонските состојби искушенија, македонци мои. Автор на текстот по официјалната верзија е Владо Малевски, по неофицијалната дедо му на Ердоан Максим, еден наш колега кој играше во Скрби утеха. Мислам дека во театар комедија заврши, инаку во турската драма беше. Новите пишувачи на македонската театарска историја самите ќе проверат. И така таа 1944 си се играше петоимениот Ѓоре во Горно или во Долно Врановци во партизаните. Партизаните кои се бореле против туристите од онаа страна на Пирин планина, оногурците и чокондурците што и убивале туристите луѓе, овде биле на лов, како во Африка. Интересно, текстот на едночинката, потоа како да се изгуби во прегратките на југословенството и остана заборавен. Не го изведува, не го препечатија во книга, а до нас допираше само прераскажано сторение преку предавањата на професорот Александар Алексиев на часовите по македонска драма и театар при ФДУ. Тој истиот беше на Голи оток, зашто беше македонец, македонист. Всушност, тој ми ја даде верзијата на петоимениот Ѓоре отчукана на машина. Делови од тој текст поместивме во представата за Едисонце на театарот Скрби утеха. Беше тоа 17 ноември 1997, печатна грешка на Свети Никола, тогаш по православниот календар. На еден начин Ѓоре се врати дома, си дојде домче, иако според мене никаде и немаше заминато. Актерот Александар Шехтански во улогата на Ѓоре зборува на српски, на бугарски, ја шокира публиката. Господинот актер. Ја снимивме представата точно на 13 мај 1998 за македонската телевизија. Мина доволно време од таа случка од снимањето, дури бидна смена на власта. Представата до ден денешен не е емитувана на националната програма. Денеска сме 2025 јули, кога дојде мојата колешка Валентина да провери кога беа на власт, ми рече дека нема архивски број. Ѓорѓе Магаревски го играше партизанскиот македонски театар од Горно Врановци. Или може би во Долно. Потоа тој текст остана подзаборавен во смесникот на тогашното братство и единство. Непечатен, исчукан на машина за пишување, ни го даде професорот Александар Алексиев. Нека е благословен во царството Исусово. Го игравме како дел од представата за Едисонце. Тоа беше култна представа. Представата пред година и дена и кусури ја снимивме за МТВ, таа до ден денес не е емитувана. Ѓоре, македонецу мој, некој повторно се исплаши од темата на македонството на твоите 5 именца. Ѓорѓе Магаревич, Ѓорг Магарики, Георги Магарев и Георгиус Мегарополус. Уредникот кој ја бранеше представата од македонскиот народ. Уредникот не го сменија, го преместија во друга редакција. Олеле, голема жалост ја стигна македонскава хајскава земја од Хомер. Би провикнал Хомер, да внимава. Случајно во македонскиот театар да не се провлече некоја забранета македонска тема. Дали како последица на братството и единството или на новиот граѓанизам, европејска болештина, вирус за уништување на македонството, сеедно. Тој човек е во жири комисија на театарските игри Војдан Чернодрински или Чернодрински. Дури сега ми е јасно кај ми живеел тој Војдан Чернодрински, зашто заврши како библиотекар во Софија. Заборавен од македонците, да не речам македонците, односно каде мораше да живее. Растојание помеѓу живалец, живина, живкање и живуркање од македонскиот речник со српско-хрватски толкувања. Војдане, македонецу мој, патот до сценската слобода е скрбен. За време на представата во Софија, во Солонославјанска беседа, пукање имаше, пукање. Българолюбивите ги напаѓаа македонците во Софија. Патот до македонската сценска слобода е скрбен и утешен.
На него ти се исклештило некое од резервните именца на петоимениот Ѓоре, нашиот јунак Ѓорѓеа Магаревски. Ке се видиме под Марковите кулиња еден македонски ден. Проста македонска приказна. Од горно Врановци до долно Врановци, до долу под Марковите, да не речам Комеровите кулиња, театарски народ е мој сакан, со оглед на тоа дека на Плетвар горе, под манастирот горе, се наоѓа храм на Аполон и затоа таму се вика трескаве, зашто трескаат громови. Еден од епитетите на претходната македонска народна култура, внесена во христијанство, обредна, е фрлач на молњи на Аполон. Тетовирани мисли 133 страна. Ја озвучуваме оваа книга, како што гледате. Доста актуелна, ми се јавија доста луѓе. Ме прашуваат кај е книгата, зошто е. Некој ја има, сум ми ја дал. Да излезе од заборавените врафтови на библиотеката. Библиотекар беше Војдан Ѓорѓев Чернодрински, а денеска му прават фестивал, а сепак театарот скрби утеха никогаш достојно не го пуштија да учествува таму, да има дел од себе си, кога исто имаше средства, даваше премиери и така натаму. 133 страна. Зошто? Па заради 5 имиња на Ѓорѓеа, заради магарето. Самарот и магарето. Тетовирани мисли дали градоначалниците служат да ги крпат дупките по улиците или да ги убиваат скитниците. Ми се зачрта во мислата. Беше некое летно долгоденствие или проста зачмаеност. Ми се зачипчи за мислата, ме турна во некоја загатнатост. Еве овде ке ставите табла за туристите. Оваа река ја споменува Хомер во своите епови Илијада и Одисеја и нашите предци пајонците и пафлагонците. Бев застанат на брегот на Вардар кога го сретнав. Кога ме сретна, ме пресретна. Нека читаат, да не помислат дека сте дрво без корен, ми рече. Горе на тврдината ќе ставите друга табла и ќе напишете: оваа крепост може би ја изградил македонецот Јустин Вистинијан, роден во село Таор крај Скопје, кој го воведе римското право. Колку километри има од Рим до Скопје? Секако на таа тврдина се најдени монети со Александар и има неолитски живеалишта. Понатаму ќе направите голема чешма или како модерно ја викате фонтана на плоштадот и ќе го поставите Александар на конј на средината и ќе напишете: додека јас за македонците го освојувам светот, вие мене и оние кои се уште сакаат да се борат, ме оставате на цедило Плутар. Видете, ова е пророчки текст, потоа сето тоа го направи еден како да го сакате, го кажете, човек што имаше срце, Никола Груевски, ја извади целата македонска историја видлива. Понатаму ќе ставите табла пред соборната црква и ќе напишете: Македонија и македонците се споменуваат во Светото писмо на тие и тие места. Понатаму ќе ставите табла пред светиот Пантелеимон горе, дека 100 години пред Ѓото во Италија, со кого почнала или продолжила ренесансата во сликарството во Италија, е насликана фреската Богородица го оплакува Христа. Ремек дело на тој и тој. Чекај му, велам. Кој си ти? Слушај ме, синко, мајчини молчи. Ми сржа вилно, ме пресече со погледот, ме пронижаа морници трпки. Слушај ме, синко, мајчин. Зашто служат градоначалниците, освен за да си ги крпат улиците? Како да се нивни. Треба да ставите табли за туристите, да не помислат дека сте дрво без корен. Ке ги наредите 2 точки: Самоило, Филип II, апостол Павле, Јустинијан, Пиколомини, рѓата Божја што запали тоа што не изгради, сите кои се зацапале во оваа наша Македонија, оваа лулка на безнадежност, цивилизацијска и историска категорија на создавањето на светот и на векот. Ке ги испишете и преродбениците за да можат да им полагаат цвекиња на градоначалниците, кој кому.
Светите Кирил и Методија, Климент и Наум, илинденците, споменици, бисти писанија, имате колку душа ви сака. За волја на вистината тоа го направи Никола Груевски со тешки закани, со ова. Мораше да ја напушти земјата и сега е унгарисува таму, Унгарија. Сакав да му одговорам, ме сопре, повторно ме секна со погледот. Имате купишта историја, оставена да ја грабаат кој како сака и кога ќе стигне, и како ќе стигне. Да не испадне дека сте дрво без корен, поранешен народ, трскари на словенски реки, безнадежни демократисани измислени луѓе, грст народец од оваа страна на реката, планината и шумата. Има еден роман од Хемингвеј, преку реката има шумата. И не заборавајте го Ѓоргија. Имам еден Ѓоргија интересен од антиката. Филозофот Ѓоргија живеел во времето на Александар. Тој вели, ако го нема тоа што постои, како може да постои тоа што го нема? Ако ги нема македонците, како може да постојат грчките, болгарските, словенските и лирските македонци? Овде зборува за друг, не заборавајте го Ѓоргија, Ѓорги Герк, како петоимениот Ѓоре Кастриоти. Кастрото, што кастри, напишете дека го нарекоа Втор Александар, кој се бореше против исламизацијата на македонскиот полуостров и народ, така наречениот Скендербек, Искендер. Второто име за Александар, да наречам турското име за Александар. Замина како бел облак во долгоденствие. Знаете, во шаторот на заветот како облак се спуштал духот на Таткото Небесен. Го снема, ми чкрташе во мислите, ми режеше во умот, ми се зачипчи, ме тетовира, ме бележи. Седам на брегот на речниот Бог нашиот Вардар и си претурам по свеста зашто на вистина служат градоначалниците. За волја на вистината се најде еден маж, па потоа мораше да бега. Тоа е друго прашање. Кога го немаш Исус, никогаш правиш и непромислени работи. И ја извади целата македонска историја таму во центарот на градот. Да ја видат сите. И едните, и другите. Инаку, Господе Исусе Христе, дојди во Македонија и помогни ни. Те сакам, Господи Исусе Христе. Само сте заборавиле да му кренете паметник на Господ Исус Христос, не само физички, во срцето ви, ар македонци мои. Ја озвучуваме оваа книга, Ах, колкава си Македонио. Ме фати некаква рѓа и појдов да си купам весници. Денеска весници никој не печати, видите, се менува времето, ова е пред 25 години повеќе. Поминав неколку европски граници и се најдов во Малме. Мислам дека патував наназад низ временцето. Тогаш за последен пат го видов Драгана Богдановски како го турка својот велосипед. Како си македонецу, му велам. Македонио, одговара, го туркаше велосипедот, го бараше својот дом. Неколку дена потоа го посети војводата, поетскиот бард. Потоа си појде кај Бога, кај Таткото Небесен Исуса Христа. Посмртните останки на македонецот патуваа со денови низ Европа, ги скосуваа демократските принципи на македонското питание. Ова приказна ја снимивме и ја раскажа Боги од Малме, голем македонец, патриот со срце. Се метлееја коските на Драган Богдановски неколку недели додека да си дојдат дома. Во својот дом. Колкава си Македонио. Ме фати дребна региосаница и појдов да купам весници. Види интересно, шведско античко списание, го издава шведското античко списание Дружение, се вика Медуза. Во него е поместен текстот на Мартин Седерлинд, Александар во Италија. Цитирам.
Неговите сликовни прикажувања ја преплавија Македонската империја и стигнаа до старите римјани. Александар со свртени очи кон небото со поглед му се обраќа на Зеус. Зевс, таткото небесен, драги патер, јас го владеам светот, ти Зев се држи се до Олимп. Лисиповата верзија на македонскиот цар која се прослави најповеќе, инаку од христијанско гледна точка испаѓа дека ти си му непокорен на Господ и на таткото. Неговите генерали и следбеници го подражаваа неговиот лик, пуштаа перче коса преку темето, преку челото, и римските цареви како Помпеј и Август пуштија таква фризура на косата. По неговата смрт, споменот за него доби митска димензија. Македонецот го возгордеа светот, драмуваше напред, грабеше низ временцето, ако основната негова идеја да направи еден свет, една екумена, која денеска ја злоупотребува сатаната ги брише нациите. Неговата слика се множеше низ сиот тогаш познат свет. Тој што ја поседуваше, може би ќе добие дел од неговата Божја дарба и големина. Неговите слики се сметаа како амулетки, талисмани, бронзени споменици, скулптури, теракоти, Аполон со ликот на Александар. Со лицето свртено кон Зевса се употребуваше неговиот лик за да се прикаже светоста и божественоста. Само неколку децении по неговата смрт, Македонецот ја освои Италија. Више, тоа беше време пред да дојде вистинскиот цар, Исус Христос. Александар имаше дојдено во Италија за да остане, вели Мартин Седерлинд. Август употребуваше благороден камен со портретот на македонскиот цар, како жик и печат. Нерон бил восхитен од Лисиповиот младежки портрет на Александар и врз него ја инспирирал работата врз својот. Царот Девериус Александар 222-235 од оваа ера, кој бил христијанин, пазете, ја чувал сликата на Александар во својата приватна капела покрај Исус Христос. Но сепак, христијанството ќе го сопре култот на Александровата слика како Божја работа, како икона пред човекот со крстот, распнатиот Исус. Таткото го испрати синот свој да плати за нашите гревови, да можеме тој што има срце, кој ќе му го даде срцето на Господ Исус Христос, да се исполни со таа вечна љубов и да се врати во Царството Божјо како деца на небесниот татко. Од чувство на зареѓаност отидов во Малме да купам весници. Драмував низ временцето, Драган Богдановски го туркаше својот велосипед, потоа го посети Маковецот. Неговите коски на Драгана ја крстосува Европа во потрага по својот дом, пред да си дојдат во оваа Македонија. Бога Ѓоревски ми раскажа, тогаш бил Љупчо на власт, му се јавил и му рекол, Драган да го погребеме. Љупчо се наоѓал во Софија. Што барал тој во Софија? Со Б или со П? Софија се пишува со Б или со П. Му рекол, имате благослов да го погребете. А Бог му рекол, ти владика си, бараме пари за да ги донесеме телото негово. Исус Христос го замени Александар Македонецот, така ми ти трајче, така ми ти братче. Обајцата имаа по 33 Божји години. Дојди во Македонија и помогни ни, му рече македонецот на апостол Павле. Тогаш македонците беа распнати под римското. Кому му требаше спасителот? Кој го повика Исус Христос да дојде во Македонија? Колкава си Македонио, не те збираат белосветските историски книги. Преку македонката Лидија и македонците е дојдено тоа христијанство. Откако Македонија беше поделена на 4 склавини по поразот на македонскиот цар Персе од Емили Павле и римскиот конзул Луцифер. Исус е на помош. Го паметам велосипедот на Драган Богдановски, портретот на Лисип кој зборуваше држи се до Олим Зевсу ни заеден. Се разбира, тоа е човечко толкување. И доаѓањето на портретот на Христос кој го заменуваше македонецот, царот
Обајцата имаа по 33 Божи години. Колкава си Македонијо. Денеска како христијанин можам да ви кажам дека да, Македонија има и земни цареви, еден од нив е Александар, веројатно најпрославениот. Но вистински цар на македонците е Господ Исус Христос. Македонија е Христова земја. Он, Исус со Таткото Небесен, еден дух, едно тело, видлив дел на Таткото, не запишал како македонци Македонија, благодатта Божја, дадена на црквите македонски, не создал, не именувал. И силата Исусова нека остане за секогаш со нас. Бегај од Македонија, Сатано! Во името Исусово и не враќај се повеќе. Сатаната завладеува цели нации, бугари, грци, срби, албанци, кои сакаат да ја земат, да ја разграбат Македонија. Тоа се постмакедонски идентитети, кои имаат потреба да докажат кои се и што се. И со тоа стануваат борци против Бога и целите народи, целиот народ кој негира дека има македонци. Охи македонци, кукуноне македонци. Няма македонци. Нема тих македонаца. Ги води во проклетство. Македонците се народ на Исус Христос. Амин до Царството Божјо и Таткото Небесен. Љубовта Исусова да ве преплави сите. Амин.